После ковид пандемијата, македонското општество се соочува со епидемија на семејно насилство, алармираат од невладината ЕХО. За малку повеќе од една година само во Штип регистрирани се 3 случаи на фемицид, а статистиката за насилство врз жени е уште позагрижувачка. Конкретно кај нас во организацијата, која што е 23 години работи во оваа област, се пријавени од Штип и од околината или има и од источниот дел, вкупно 109 случаи на насилство врз жени и деца, односно девојчиња. И ова е навистина загрижувачки факт, бидејќи ова бројка само во овој дел, инаку ЕХО работи и во Пелагонискиот и во југоисточниот регион, и ако ги собереме тие бројки, веќе доаѓаме до некоја бројка од 180 случаи оваа година, а уште не е завршена годината. Законската регулатива за заштита на жртвите на семејно насилство е солидна. Постои и мултисекторска соработка, но понекогаш затојуваат институциите, односно се доцин со процедурите, додаде Пеева. Не дека само институциите се виновни за тоа, значи и самите жртви кои што пријавуваат поради трендот на економска зависност кој што се зголемува од година во година, се предомислуваат, се враќаат назад, честопати и во уште пред да превземеме некоја постапка, тие се предомислуваат и не сакаат да одат понатаму. Веќе подолг временски период се предлага промена на член 130 став 2 од кривичниот законник, насилникот да не се гони по предлог на жртвата, туку по службена должност. Се плаши од самиот сторител дека доколку даде нејзина согласност за кривично гонење, во меѓувреме додека да завршат процедурите и додека да се санкционира сторителот, може да се случат уште по-громорозни дела. Во 2025 година се бележи висок број пријавени случаи на семејно и родово базирано насилство, но се уште не постои единствен и транспарентен систем што ги следи предметите до обвинение и пресуда. За Сител, Трајан Ристовски.